Господјо Шекеринска, ако толку имате поддршка за вашите политики, зашто на референдумов ви излегува 28% од луѓето? Шекеринска, вие се согласувате ли со тоа дека е нормално и во ред да има 99,9% излезени на одредени избирачки места во рок од пола сат? Шекеринска, вие сметате дека е нормално и во ред дека може да се гласа за 4 секунди? Може ли за 4 секунди некој да дојде со лична карта, да ја даде, да го провере, да му проверат палецот, да го најдат во избирачки список, да се потпише, после тоа да отиде зад параванот, да го земе ливчето, да заокружи, го врати во кутија, и дали сето тоа може да се направи за 4 секунди, како што вие ни кажувате за 50.000 гласови? Зошто, Шекеринска, вашите пратеници од вашето мнозинство не се согласија со тоа што сакавме да го имаме овде како јавна расправа и како анкетна комисија за полнење кутии? Дали вие, Шекеринска, затоа што велат Македонија, 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 ракометарите би ги сфрлиле од репрезентација? Дали вие, Шекеринска, мислите дека Кире Лазаров не треба да настапува за Македонија? Стојанче Стоилов, Борко Ристовски, сите останати? Сега, господјо Шекеринска или министерке Шекеринска, да ве прашам нешто. Видов податок од вашиот последен конкурс во армијата. Во вашиот последен конкурс во армијата за 125 места се пријавиле 120. Кога ги елиминирале заради документација за доцнета, некомплетна и така натаму, испаднале 115. Од тоа физичките подготовки или припреми или проверки ги поминале од 280. Сега, Шекеринска, да ви кажам една работа. Најдов еден податок од февруари 2015, пред 4 години. За истите 125 места се пријавиле 1007. Знаете ли зошто е тоа така, Шекеринска? Затоа што жив човек, млад, не ви остана во Македонија. Еве ви ја вашата програма за живот во Македонија, што стана програма за живот во Канада, во Германија, во Шведска. Зошто секој месец, Шекеринска, имате офицери кои што ви заменуваат низ целиот свет? Зошто имате професионални војници кои што се заменуваат? Уште еднаш ќе ви кажам, ако е се така бајно и добро во вашата Македонија за живот, што е најголема лага и манипулација во нашата историја, зошто на последниот конкурс од 125 отворени места ви се пријавија 120? Зошто само 80 поминале? Зошто само 80 поминале физички подготовки и критериуми? Претходно за истите 125 сме имале 1007 во февруари 2015. Тоа значи дека од Македонија се случува екзодус, немате инвестиции, немате жив човек што ви верува на овие ваши лаги и манипулации. Министер за одбрана. Благодарам.